отвореното студио 1 на 1 ТВ, а ова е веќе вториот блок со мене и колешката Кристина Атовска, во кој што се осврнуваме на темите кои што го одбележале денот. Пред да се вклучиме во живо во програмата, можевте да ја забележите најавата за вечерашното издание, односно премиерното издание на емисијата Чуму со колегата Александар Чомовски, која што почнува во 21 часот, а во овој термин до вестите во 16 часот, јас и колешката Атовска ќе разговараме со нашата колешка Менчета Насова Точи, која што е новинар, кој што ја објави приказната за гинекологот Никол Чедамчевски, кој што беше осуден на затворска казна поради тоа што во неколку случаи лажал пациентки дека се бремени, а тој веќе е пребеган во Бугарија. Нашата екипа веќе и добија одговор од Министерството за внатрешни работи за овој случај. Секако во овој блок ќе се осврнеме на проблемот со иселување на младите, кој што според последните истражувања дури 77% од испитаниците размислуваат да ја напуштат државата. Но во меѓувреме, додека очекуваме колешката Точи да ни се приклучи и да разговараме на темата која што ја поставуваме како прва во овој блок, предлагам да погледнеме еден прилог кој што е акција на нашата телевизија во соработка со Тинекс маркетите, која што има за цел да им помогне на оние социјално загрозени семејства да барем малку од малку да го олесни нивното секојдневие во еден период. На овој прилог го изработи колешката Ива Трајковска, па во продолжение предлагам да го погледнеме. Не секој може да си пружи луксус. Некои луѓе не се свесни што имаат, се додека не се споредат со тоа како живеат некои други луѓе. Семејството е навикнато да живее со малку, така да секоја помош е добре дојдена. Тимот на 1 ТВ и Тинекс им подарија ваучери и пакети со производи кои им се најнеопходни. Главата на семејството Зоран Стоименов, како што и самиот кажа, работи било што ќе му кажат само за да ги прехрани членовите на неговото семејство. Тие живеат со родителите, така што малкуте пари што ги зима Зоран од сечење дрва или од било какви обврски низ селото, не се доволни да ги одржат 6 члена вкупно. Нашата приказка е малко тежка, ама поработваме по-малко, ама какво е? Кои сте вие? Зоран Стоименовски. Иво, 2 деца. Што работите во селото? Што бил поработим по-малко. За леп. Колку заработувате во месецот или пак дневно? На дневници 500 на 400, 300 зависи. Колку пари ви се собираат месечно и на што ги трошите? И што искам, ги трошаме право, за едене. Пари нема само. И така. Како живеете? Што ви е најнеопходно? Така и така, што да кажам. Како ја очекувате зимава, како ќе се стоплите во овие ладни денови? Имаш поред да се топли. Овој че има, да. На шпоред се топли? Да. И така. Колку деца имате? Двечки. И што работите вие околу селото? Што најмногу ви даваат да работите? Биожот, што знаеш тоа кирилци? Например? Зелкото покопеше било што било правти. Кога ще прават? Селска работа. Што би побарале од граѓаните? Што ви е најнеопходно? Што, помош да ни се дава нешто? Но не давате и тоа, Неговата сопруга пак, Благица Стоименова, која носи задачата како домакинка на куќата, бара најпотребни производи кога станува збор за домакинство, а најнеопходна им е машината за перење. Тие живеат без струја како и без вода. Изворот на вода има надвор од куќата, а студот само ги заплашува дека ќе смрзне за време на зимата. Јас сум Благица со Свидовица, имам 2 деца, Живко и Борче. Тука живеам, тука седам. За жалости нема вода, нема перална за прање и така. Дома домаќинка, 2 деца гледам и така се гледам. Дали само домакинка сте? Дали работите нешто? Не, по дома повеќе.
сте чувствувале најголемата шкотија до сега во живот? Кога сум била дома кај нашите, тогаш. Дома црмаштија доши е било и така, живејам. Татко ми што ќе заработи тоа за нас, но немало ништо. Колку ви беа месечните примања? Па лошо. Колку за 5.000 нешто толку. С тие пари искарам. Што ви е најнеопходно, освен перална и вода, нешто друго? Па друга соба да имам по-широко да биде, да се направи друга соба. Да биде по-широко. Но деца, ракна, деца не бидат. Ова семејство знае како да се нема, а и не можеше да поверува како е да се добие помош. Хуманоста им дојде како изненадување. Тие останаа понезни и покрај секоја помош не побараа ништо освен подобро утро за нивните деца. Сега се враќаме назад во студиото од темата за хуманост, која што туку ја погледнавме, преминуваме на една не толку хумана тема, односно на еден монструозен чин, она што пред малку го најави колегата Христијан Баневски. Со нас во студиото е нашата колешка Менча Атанасова Точи, која ја шокира македонската јавност пред една година со објавувањето на историјата за гинекологот кој лажал пациентка цели 9 месеци дека е бремена и сега повторно ја шокираше македонската јавност со информацијата дека тој избегал во Бугарија и не само дека избегал, туку и дека ординира таму. Кои се последните податоци до кои дојде? Така е, Христина, денот денеска беше многу интензивен, многу напорен, бидејќи предпоставувам и вие истите информации ги чекавте. Чекавме многу информации од бугарската болница, од Бугарскиот лекарски сојуз, од обвинителството кај нас, од основниот суд еден, од МВР, и еве денеска последната информација стигна од МВР, кое што се уште еве не сме објавиле. Најновото е што Николче Дамчевски повеќе не работи во бугарската болница. Експресно му дале отказ? Го испитуваат случајот, но рекоа дека немало пречка да се вработи бидејќи е бугарски државјанин, односно поседувал бугарски пасош кој што очигледно не му бил одземен, а обвинителството под опрен глас во Македонија знаело дека тој поседува бугарски пасош уште пред неколку месеци. Меѓутоа, што е со одземањето на лекарската лиценца? Тој има, или поточно тој има забрана за вршење на дејност? Дали таа забрана за вршење на дејноста не важи во друга држава? Па еве се снашол, значи таму доставил документи од 17 март 2016, тоа е некоја потврда дека поседува лиценца. Пред да биде објавен скандалот воопшто. Од август 2018 доставил документ дека не е осудуван. Уште не била извршена пресудата, а судскиот процес траеше. Значи, нели апелација му ја потврди пресудата од година и 6 месеци и ја зголеми на 2 години. Тоа укажува дека тој се подготвувал за еден ваков Тој чин. се подготвувал за цело време, не успеавме да дознаеме, го чекаме соопштението од бугарската болница, од кога точно работи таму, очигледно работи веќе неколку месеци. Ние, ете така, успеавме да дојдеме, дознавме некако дека е отиден од државата, избеган од државата и дека работи во некоја болница, ја најдовме, така имавме една мала потрага, ја најдовме која е болницата, односно медицинскиот центар и успеавме да закажеме термин кај него. Терминот беше за вчера во 9 часот и 20 минути. Кога тој всушност веќе неговата работа таму завршува и веќе тој работата денеска му е прекината, а вчера терминот беше закажан. Тој не чекаше да се појавиме таму. Така. Не ли е малку симптоматично како ќе го оцените вие работењето на македонските служби во однос на ова бегство? Особено МВР кое што последна се јавува. А и обвинителство и судот кои не требало да постапат со оглед на фактот дека веќе знаеле, како што спомена, дека имаат и бугарски пасоши, дека нема да има пречка да излезе од државата.
држава. Просто човек да се чуди кој повеќе потфрлил. Значи, сега во моментот си немаме дефинирано кој како што, но очигледно се префрлаа топката едни на други. На 14 пресудата стана извршна од апелација на 7 ноември оваа година. На 14 ноември тој требал да оди на извршување на казна затвор, што значи од судот било упатено решението да веќе го спроведат. Зошто МВР тоа не го направило? Не знам. Не се чини дека не е ниту прв случај, веќе како да станува пракса наши осуденици да стануваат бегалци, да се подсетиме само на Груевски. Ние мислам дека треба малку да се позанимаваме со нашите истражни органи и правосудните органи, како тоа нас ни бегаат затвори. Само во таа насока, ако зад Груевски се шпекулира дека стојат широки организации, високи представници, дали твоите истражувања дадоа индиции кој можеби стои зад Дамчевски за да може вака елегантно да си го изведе бегството? Јас можам само да предпоставувам, но немам индиции дека некој му помогнал, но очигледно нешто има. Не може така системот да затаи и да се пушти осуденик кој што не само што треба да издржува казна затвор од 2 години, има забрана за вршење на дејност од 8 години. Значи може да го повтори делото во Бугарија. Само да го прочитаме и одговорот кој стигна 5 минути пред да го почнеме ова отворено студио. Се однесе одговорот од МВР во контекст на она што ви го зборувавте. Вела и досега МВР нема стигнато наредба до МВР нема стигнато наредба од судот за приведување, односно распишување на национална или меѓународна потерница за лицето Никола Дамчевски. Што се однесува до другото прашање, ви известуваме дека по добиено известување од судот за изречена судска забрана за излез на Никола Дамчевски од Македонија на 26.7.2017, тој е внесен во системот за контрола на патници со мерка забрана за излез од Република Македонија. Нема ниту збор на нашето прашање за екстрадицијата, кога веќе прашавме, бидејќи така, дали прашавме дали имаат соработка и дали може веднаш да биде екстрадиран со оглед на тоа дека и не е продлабочена соработката со оваа држава. Така. Дали ќе има меѓународна потерница? Нема одговор. И особено нема одговор што се случило тој 14 ноември до кога од судот до кај нив било упатено барање, нели, за да биде спроведен. Веќе спомна дека имаш добиено одговори од повеќе страни и од Бугарија. Што конкретно велат нивните информации, освен тоа дека нема ништо спорно бидејќи тоа е бугарски државјанин? Соопштенијето од бугарската болница кое што не успеав да го отворам, го добив точно кога влегов во вашето студио, но комуницирав на 2 пати со портпаролите во медицинскиот центар. Тие рекоа дека Дамчевски е бугарски државјанин и дека немало причина да тој не биде вработен. Ги доставил овие 2 документи кои што ги спомнав, првиот од 2016 и вториот од 2018, и тоа било доволно за да тој може да се вработи. Згора на све истражувајќи, најдов дека не само што дипломирал, завршил во Бугарија, туку и специјализирал во истата болница каде што сега работи. И е член на многу асоциации во Бугарија. На бугарските власти воопшто не им ни звучи веројатно оваа приказна, како што јавноста првпат не беше убедена дека некој може да лаже некого дека 9 месеци е бремен. Кога првпат дојде изворот со овој случај, како ти реагираше на оваа приказна, бидејќи звучи прво, освен што е монструозно, звучи доста неверојатно. Да, морам да кажам дека никој од прва не поверува на тој наслов. Мислам дека прво сите го проскролавме, па потоа се освестивме дека е тоа можно да се случи. И како е сега таа пациентката, бидејќи ако ви кажам дека не е само тој случај, се отворија уште неколку дојдоа после, се охрабрија. Но многу од нив немаа документи, значи не им издавал лекарски документи и немаа докази. Дел од нив се приклучија во тужбата и се појавија како сведоци на суд. Дел од нив нема документи и кажа останаа така работите. Голем дел од нив тврдеа дека им барали големи суми на пари. Пари кои што се движат дури со илјадници евра. За различни покритија. Не знам дали се исплатени, дел од нив исплатиле, но стануваше збори за 100.000 евра во еден случај од Неготино, што нормално не му ги дале. Во овој случај,
на тужителката се исплатени одредена сума. Можно ли е околу никој друг? 10.000 евра му били исплатени. Можно ли е никој друг да не знаел за тоа? Негови колеги? Сите знаеле, се шушкало, во Министерството за здравство имало некоја пријава за него пред неколку години и таа си поминала така галантно. Значи, никој не обрнал внимание на тоа. Каков е односот на актуелниот министер за здравство кон овој случај, кој што и со претходната гарнитура беше во структурите на Министерството? Не знам, не стигнавме, не контактиравме за случајот, а и тој не се произнесе. Веројатно мисли дека веќе работата е во рацете на органите на прогонот, на правосудните органи и веројатно заради тоа не се произнесува. А ме прашавте како почна случајот. Многу интересно. Еден ден ме викна адвокатката на тужителката, Ирена Фрчковска, да видам што мислам за еден случај. И тогаш беше таа прва средба со тужителката и беше многу трогателно, многу плачеше на секој збор, затоа што не само што таа жена со години не можела да има деца и правела обиди и толку била убедувана дека во несиниот стомак чука срце на дете и биле покажувани снимки од друго бебе. И дополнително лекарства примала. Хормонална терапија од која што е оштетено здравието. Го слушала срцето на бебето, а всушност го слушала сопственото срце. Да, овде више не се и ред други работи. И во последниот момент, кога требало да иде на породување, знаете, се прави на некој начин симулација е тоа, стомакот расте од хормоналната терапија, таа била психички убедувана дека е бремена. Кога си ја спремала торбата и кога требала да оди на породување, незиниот сопруг бил повикан и му била соопштена веста. Значи човекот бил скршен. Потоа останало дали да и се соопшти вистината на неа или паднал уште еден предлог да одлучи сопругот да оди на операција и да каже дека бебето е родено мртво. Уште помонструозно. Што всушност има една спорност во статистиките на мртви за кога станува збор за смртност на бебињата, тоа е случај кој што го работи народниот правобранител, но од друга страна дали можеби пасивноста на институциите те наведува да се сомневаш дека можеби со вакви случаи ова го продолжува некој можеби друг лекар кој што не знам, ова е веќе патологија. Јас не верувам дека некој може ова да го направи. Ако веќе има а тој си го здружил и бизнисот, точно дека си го здружил и бизнисот со сето ова, но треба да бидат внимателни во вакви случаи. Уште нешто сакам да те прашам, бидејќи долги години си во здравството како тема. Можеби и нема да ја коментираме одлуката за затворската казна, дали е голема или мала, меѓутоа да ја прокоментираме одлуката за забрана за вршење на дејност. Дали еден ваков монструозен чин, дали таа одлука ја задоволува македонската јавност, дека тој само 8 години нема да може да ординира. Сега зборувавме за тоа дека тоа не го спречува, како што гледаме во соседна држава да го прави слично, тоа се прави во континуитет, што значи дека што ни гарантира нас дека после 8 години ќе работи правилно? Нели е тоа малку спорно и од етички аспект? А и во контекст на тоа дека веќе уништил нечие здравје, не се работи само за измама, и за лажење, и за поигрување со чувства. Тој си поиграл буквално со физичкото здравје на пациентките. Да, лекарот на кој што му почина пациентка при породување во Велес му ја одземаа трајно лиценцата за работа. Значи требаше да му биде одземена трајно лиценцата. Тоа е мојот став, а и казната е премала. Значи делото може да го повтори бидејќи ова е, како да кажам, патологија на вистина, не е една пациентка. После тоа се отворија други работи, каде се чувани јајцеклетките, дали се правело трговија со јајцеклетки. Се појавија многу пациентки кои што си ги побараа, затоа што можат да бидат злоупотребени во други случаи. Дилема на цела една голема мрежа. Контактира со поранешните собственици на болницата, на моја болница Свети Лазар, нели порано, па они кажаа дека дел се во Бугарија, дека слободно може да дојдат да ги зема, дека дел се наоѓаат тука, не знам што се случи. После тоа една од пациентките која што даде, една од жените која што даде изјава, живее у странство, дали успеа да си ги земе, не знам. Но не го докажав моментот кога, ако се уште имаме време, можеме, да.
Кога се запознав со пациентката, јас не ја направив веднаш историјата, значи чекав и видов дека таа не е подготвена, ниту психички, ниту било како, да излезе приказната во јавност, макар и без име. Па мислам дека неколку месеци, може би и половина година. Кога повторно и се обратив на адвокатката и реков дали сега вашата клиентка е подготвена да ја објавиме приказната. Значи, и тој момент е многу важен. Тука ризикуваш да некој да ја објави историјата, да дознае, но не е секогаш да ја имаш прв приказната. Интересот е далеку поважен. Мораме да имаме, нели, во обзир да го имаме и нашиот соговорник, особено што да не биде секундарно виктимизиран. Лична трагедија во незиното семејство. Менче, ти благодарам многу што беше гостин во студиото на 1 ТВ. Ти благодарам и во името на јавноста што го објави овој податок, бидејќи навистина е важно, еве особено ако си жена, така што навистина ти благодарам што и што влезе, што влезе во оваа приказна и што ја истера до крај и сега што се уште го бркаш, односно трагаш по тој монструм. Конкретно завршница. Ви благодарам и на вас што му одадовте, што му давате време и што се надевам и вие ќе го работите случај. Така ние ќе следиме оваа состојба и понатаму, секако секој дневно ќе правиме притисок врз институциите за да го вратат и овој бегалец назад во македонските затвори, каде што и му е местото според нашите судови. Сега предлагам една кратка пауза, потоа се враќаме во студиото со следните гости. Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со 1 ТВ. Вечерва, 21 часот. Мостови што поврзуваат, скали што треба да ги искачиме. Прашањата се и за вас и за мене. До каде стигнуваме? Од каде тргнуваме? Каде одиме? Во речиси 3 деценискиот македонски круг, најважната дилема е како да се излезе од неговото волшебство и да се најде вистинскиот правец на движење. Ева не повторно назад во студиото. Нашиот нов гостин сега во студиото е Блажен Малевски од Младинскиот совет. Добар ден, Блажен. Како си? Добро дојде во студиото на 1 ТВ, а ќе разговараме како што најавивме за она истражување, односно онаа бројка дека 77% од младите сакаат да ја напуштат државата. Зошто? Па добро, тоа има многу причини, не може само да се дефинира на едно нешто и да го поправиме наеднаш. Генерално Македонија има една традиција на иселување на својот народ, земете ги гастарбајтерите кои што се одселиле. А конкретно младите во денешно време, нели знаеме како функционирало тоа време, меѓутоа 21 век треба да создаваме можности за младите во оваа држава, а 77% е навистина голема бројка. Да, тој процент генерално секогаш варира. Едно време беше 50%, сега е нешто повеќе кренат. Клучните работи во кои што треба да инвестираме. Образование, можности за младите да може да просперираат во Република Македонија, право на, односно владење на правото, младите да се чувствуваат сигурни за она што го прават тука и што може да го изградат како такво, да се чувствуваат безбедни дека ќе остане нивно. За жал,
Македонија во сите три сфери е малце проблематична земја и нормално е дека младите со опсената иднина ќе сакаат да изградат во некое општество каде што ќе може да просперираат, каде што ќе имаат повеќе можности да се доедуцираат, каде што ќе имаат повеќе можности за забавен живот, за сигурност и така натаму. Но она што е клучно кога треба да разговараме за младите, не треба да ги кривиме младите. Многу често се вели дека е лесен чекор вие да се одселите, но напротив, иселувањето од Република Македонија значи дека оставате све што сте изградиле во сопствените години, сопствената фамилија и одите во некоја нова авантура. И оттаму, мислам дека е многу важно да останеме концизни на тоа дека е широк проблемот, треба сите институции да го сватат проблемот многу сериозно и да работат кон одредени политики на подобрување на ситуацијата во целокупната сфера кога се работат за младите и на крајот на денот и ние како јавност треба да ги разбираме младите како сериозни личности кои што и како имаат нешто да кажат во нашето општество. Така, но ова е тренд кој што во проценти може би варира, но никако не се намалува, да речеме, драстично и да речеме дека овој тренд на иселување на младите веќе е за нас поминат феномен. Што е, како може да почнеме да го намалуваме процентот за да тој биде во постојан пат и еве да речеме дека иселувањето на младите веќе во Македонија е минато, ако, како што велиш, не е лесен чекор да младите се одлучат да напуштат се што создале овде. Што е тоа што имаат можност да го создадат, но сепак им недостасува за да... Како што кажав, им недостасува она клучното за сопствено доразвивање. Ако јас како млада личност не гледам дека можам дополнително да се развивам, ако општеството не ми дава доволно слобода, немам доволно можности, немам црста работа и дури кога сум вработен, платата знае да ми касни или газдите ме шиканираат на одреден начин, јас немам правна сигурност во Република Македонија и гледам како да си обезбедам мојата иднина. Варираат процентите, но треба и една клучна разлика да направиме. Едно е младите како си ја гледаат својата иднина, дека сакаат да се оцелат. Друго е превземање на конкретни чекори. Тој процент е помал вообичаено, но е исто така доста загрижувачки. Од што зависи процентот на оние кои што навистина се одлучуваат и оние кои што само размислуваат? Добро, во истражувањето вообичаено се поставуваат тест прашања. Например, дали сте побарале работа на интернет во странство, дали сте побарале стан, дали сте побарале можности за дообразование во странство. Тоа се оние клучни чекори кои што ги велиме кога истражуваме дали младите се иселуваат или превземаат чекори, за да видиме едно е волјата, друго е чекорите кои што Дали мислите дека младиот човек во Македонија е заробен во една политичка конотација и дека тоа можеби проблем за остварување на слободата за која што вие сега зборувавме? Па и општествена поради осудувањата и бидејќи тука имаме и еден феномен. Нашиот претходен, тоест минатата емисија имавме соговорник кој зборуваше дека младите брзо стигнуваат до функции, како што е поранешниот министер, сега имаме млади градоначалници и малку е парадокс да се стигнува толку млад до позиција, а од друга страна волкав процент од младите да сакаат да ја напуштат земјата. Дали е младиот човек овде ставен во функција на политиката? Добро, мислам дека сите ние како граѓани сме политички битија, имаме некакво учество во дневно политичките случувања, гласаме. Зборуваме за лепење плакати конкретно од партија како ветување за работување. Видете, јас повеќе би рекол дека се исклучоци оние кои што се на позиција. Кога ќе ги погледнете податоците, барем во парламентот ако видите, во моментов имаме само двајца млади пратеници, во претходните години тоа било многу по изразено. Ние мислам дека како општество сме заробени и мислам дека и извештајот на Европската унија од пред некоја година го покажа тоа дека сме заробена држава. Но мислам дека што е уште пострашно, пробуваме и да ги заробиме младите. А младите се оние кои што ја носат новината, кои што ја носат промената во едно општество и вие кога ќе ги ставите во една кутија сите тие аспирации кои што ги имаат младите, кои што сакаат да се исполнат себе си, многу нормално дека младите ќе сакаат да излезат од кутијата и да речат мене овие граници не ми се допаѓаат и сакаме да излеземе од тоа. Еден облик беше студентскиот пленум, кој што рече доста за лошите образовни политики, доста беше. И даде една надеж дека во Република Македонија може, ако ние сите како млади
се сплотиме во она што треба да биде промена на македонското општество, тогаш мислам дека можеме и да го намалиме процентот на желбата да се оцелат. Така, но веќе пленумот не е активен со полна пара кој што беше, а бројките се тие што се дали, младите едноставно се предадоа и рекоа дека подобро ќе напуштиме државата отколку воопшто се обидеме да направиме нешто од нас. Па и да и не. Пленумот е една искра, реактивна искра на општествените збиднувања. Не може да се очекува дека студентскиот пленум ќе биде долгорочно решение за проблемите на младите. Тоа е реакција на нешто кое што е првично проблем, но се проширува и понатаму и не може да очекуваме дека тоа ќе обстане премногу долго. Но она што е клучно е да им дадеме шанса на младите да го искажат своето мислење. Дали е тоа во собранието, дали е тоа во локалните совети на општинско ниво, дали е тоа преку поддршка на разноразни иницијативи кои што ќе им дадат можност на младите себе си да се реализираат и да помогнат на нашето општество. Етикетирањето не помогна во изминатите неколку години. Ако се сеќавате, и во студентскиот пленум имаше етикетирање дека овие или оние биле вакви или такви и земале пари од таму. Дури лично мојата даночна објава беше објавена. И треба да им клучното е да им креираме простор на младите каде што они се чувствуваат сигурни да го искажат сопственото мислење и да действуваат. Кај креирањето простор, еве сега и новите власти најавуваат младинска гаранција и некакви мерки. Дали мислите дека ќе водат со плод или сепак станува збор за промена на целокупниот систем за да може еден млад човек да сака да остане овде? Дали мислите дека било што од ваквите, па да кажам, краткорочни мерки има влијание? Краткорочните мерки се, како што самиот збор кажува, кратки, да дадат резултат на брз период. Она што треба ние на долг рок да го размислуваме комплетна промена на нашето општествено мислење, да се разбираме, да имаме дебати за она што е важно за младите. До 2012 година ретко кој млад човек имаше можност да си го искаже ставот пример на телевизија, или да се зборува за младинска невработеност, или да се зборува за лошите услови на универзитетите. Сите ние индиректно знаевме, но просторот не беше тука. Така што краткорочните мерки, пример младинската гаранција, каде што и ние сме директно вклучени со нашите теренски работници, даваат резултати на една конкретна група, а тоа се младите невработени. За жал во Република Македонија тоа се важно според тебе дека пробивот е направен и дека конечно се актуализирани младинските проблеми. Пристапот до вработување да го искоментираме, дали на младите им е лесно да се вработат, особено оние млади кои излегуваат што туку од факултетите? Да, тоа е еден феномен кај нас, бидејќи барем предходната влада имаше една идеја дека сите млади треба да имаат можноста да студираат, што е апсолутно точно. Но при тоа заборавивме дека кога креираме високообразовни кадри треба и работа на нив да им најдеме. Сега директни странски инвестиции и работа на складиште не сум сигурен дека е сонот на млад човек кој што завршил високо образование и мислам дека имаме еден сериозен дисбаланс на она што ние го учиме во формалното образование и она што вистински му треба на пазарот на трудот и затоа тука има потешкоти во адаптирањето. Така, се разидувате и потребно е време, предпоставам, за да можете да се најдете на исто ниво. Тука би ти се заблагодарил за твоето гостување, бидејќи тоа е целото време кое што го имаме во овој блог. Вие, почитувани, останете со нас. Тоа беше Блажен Малевски, председател на Младинскиот совет, а ние продолжуваме понатаму со вестите и колегата Александар Петрески. Останете со нас. Вечерва, 21 часот. Мостови што поврзуваат, скали што треба да ги искачиме. Прашањата се и за вас и за мене. До каде стигнуваме? Од каде тргнуваме? Каде одиме?